На 14-тата регионална фолклорна ревија на песни, музика и игри во организација на Сдруженијето на старосни пензионери од Крива Паланка и Ранковце учествуваа Сдруженијата на пензионери од Кратово, Центар Скопје, Куманово, Солидарност аеродром и Чаир од Скопје и домаќин од Крива Паланка. Домаќините ги угостија пријателите од регионот и имаа исклучителна можност за размена на позитивна енергија, на убави зборови и мисли. Председателот на Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, рече дека ова е јубилејна година од пензионерското здружување во земјава, година во која се прославуваат 70 години од формирањето на Сојузот на пензионери на Македонија, но и 25 години независност на државата. А ревиите се само еден од начините да се прослави и презентира ова здружување. Програмата беше на висина, а домакините се покажа и со домакинско работење и организација, но и со самата изведба на обичаите од овој регион. Токму тоа Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија го поттикнува да се обноват обичаите, изворните песни од заборав, биќе само на тој начин придонесуваме за идентитетот на македонскиот народ и на другите народи што живеат во Република Македонија. Тоа е едно благо, тоа е едно нешто што навистина заслужува пиетет и навистина било што и денеска имавме добра програма токму на тоа поле. Денес овде владееше прекрасна атмосфера со насмевки кои го продолжуваат животот, рече Славко Стојановски, председател на Сдруженијето пензионери Крива Паланка. Светам дека покажаме еден врвен квалитет не само ние, но сите друженија кои настапија со своите точки на ова фолклорна ревија 14-та поред, која е јубилејна, бидејќи е посветена на денот на пензионерите, односно 70 години од постојање на пензионерското организирање. Јас се заблагодарувам на сите учесници што беа, сите здруженија, а посебно на фолклорната група од Крива Паланка што настапи со една изворна работа, а тоа е кривопаланечката свадба. Сите актери, сите учесници и оркестарот и домаќинот, а посебно кореографот, кои ја сватија уште пред месеци повеќе ова озбилна работа, ја на сите учесници им се заблагодарувам за сите нивни ангажирања по едномесечни или повеќе сати потрошени за нешто убаво кое ќе се споменува повеќе години. Членовите на 6 здруженија со 20-минутни настапи го презентираа исконското македонско традиционално фолклорно наследство, преку носиите, игрите, мелосот од краевите од каде доаѓаат. Учесниците ги оценуваше национален селектор од Сојузот на Сдружение на пензионери, кој по завршувањето на ревиите во 8 региони ќе изврши евалуација и ќе одлучи кои точки ќе бидат дел од 6-та републичка фолклорна ревија која ќе се одржи на 7 јуни во домот на армијата Скопје. Пензионерските ревии на песна, музика и игра се поддржани од страна на Министерството за култура на Република Македонија како програма од национален интерес.